Во време кога се уште е во сила забраната за промет на свињи и прасиње поради африканската чума, одгледувачите и трговците доживуваат нов тежок удар, бидејќи кај крупниот добиток се појави болеста син јазик, што е причина од денеска да се затворат сточните пазари. Екипа на телевизија Кочани утрово го посети пазарот во Блешево, меѓутоа градениот простор во кој требаше да има волови, крави и телиња остана празен, бидејќи капиите на пазариштето беа затворени. Ги информираме граѓаните и дека од денеска се забранува посета на сточниот пазар во Блешево, тоест на преживарска стока, ситна и крупна, бидејќи се најави од Агенција за храна и ветеринарство со појавата на синиот јазик во одреден дел на Македонија, така да правилото важи од 10.7.2020 година, а тоа до кога ќе трае не се знае, бидејќи немаме таква информација. Затоа апелираме до сточарите да не ја донасат стоката, да не ја малтретират, така да до народно известие. Па сега моментално оваа ситуација најпогодени се луѓето што имат крупна стока, значи знае се од кој дел, и така да они се информирани по некоја линија да не доваѓаат, значи да не донесат, бидејќи не е дозволено продажбата и влез на пазарот, во сточен пазарот, мислам во Блешево. Одреден број сточари кои не били информирани дека пазарот е затворен допатуваат до Блешево, меѓутоа мораа да се вратат назад и да чекаат заразата да помине. Само неколку телиња натоварени во приколки во неоградениот дел од пазариштето чекаа некој заскитан купувач да ги купи, бидејќи како што велат зад камера, сопствениците имаат неодложна потреба од пари. Новиот проблем на сточарите додатно предизвикува разочарување, бидејќи што од болести, што од ниски откупни цени и неисплатливост, многумина се во дилема да продолжат да се занимаваат со одгледување на добиток. Некои дури сметаат дека сето тоа се прави намерно за да се уништи домашниот добиточен фонд во корист на глобалниот.